Денеска со задоволство сум присутен во Струмица и во Ново село. Имав 4 настани и можам да спомнам дека најпрвин свечено го пуштивме во употреба патот во Попчево, во кој што буџетот на државата инвестираше 650.000 евра во градба, колку што и чини градбата. И е доста корисен за луѓето што живеат во тој дел, што се движат и така натаму. Второто, и тоа беше наше исто изборно ветување, така што го реализиравме тоа што го ветивме. Втора значајна работа и можеби централната работа беше почетокот на градба на технолошко-индустријската развојна зона во Струмица. Вие знаете дека планираме да градиме 14 технолошко-индустријски развојни зони низ Македонија, од кои што една е во Струмица и денеска, како што ветивме пред изборите, ја почнавме градбата на оваа технолошко-индустријска развојна зона, во која што ќе се инвестира 300 милиони денари во изградба на нејзина инфраструктура, со цел потоа да се привлечат крупни инвеститори, да дојдат тука, да отворат фабрики и да вработат луѓе, да отворат работни места. Третата моја активност денеска беше посета на Бањско-рекреативниот центар, каде што владата финансира проект за бањско климатско престојување на поголема група пензионери. Вие знаете дека ние имаме проект со кој што годишно околу 5.500 пензионери добиваат бесплатно престојување на бања, кој што го покрива буџетот, државата го покрива, за да можат една недела да престојуваат бесплатно на бања. И сакав да видам и да се уверам какви се условите, дали се задоволни пензионерите од сето тоа, каква е храната, каква е услугата што ја добиваат, бањскиот дел, терапевтскиот дел, и можам да кажам дека најдов на многу задоволни пензионери и во делот на квалитетот на храната, квалитетот на услугата, квалитетот на терапевтскиот дел, хигиената. Така што се на се можам да кажам дека тоа е еден многу успешен проект, за кој што во иднина треба да размислиме малце и да ја зголемиме квотата од 5.500 пензионери годишно, затоа што интересот е многу поголем. Мојата наредна активност беше во општината Ново село, каде што овдека во ова населено место отворивме мултифункционално игралиште, кое што го започнавме пред локалните избори, во време кога многумина говореа дека тоа најверојатно е заради изборите и дека нема ништо да има од тоа игралиште, игралиштето е готово, го пуштаме во употреба, на задоволство и радост на сите граѓани, помлади, повозрасни, деца, спортски клубови и секој оној кој што сака да рекреира, да игра мал фудбал, кошарка, баскет, ракомет, така што тоа што го ветивме во овој дел, тоа и го остваривме. Така што имам 4 значајни активности денеска во овој регион. Се видов со многу луѓе на сите овие настани, имав можност да поразговарам со повеќе луѓе, да слушнам нивни мислења, информации, проблеми, пофалби, критики и се што е составен дел на секојдневното живење, така што тоа е значајно за мене како претседател на влада да непосредно на терен, покрај овие настани, почнување на градби, завршување на градби, да комуницирам и со луѓе помеѓу тие настани, да слушам информации, да слушам нови идеи, да слушам за проблеми со кои се соочуваат, за кои што можеби не сум знаел, за некои од нив сум знаел, така што доста значајна активност за мене како премиер, доста голем број на информации прибирам на овој начин, кои што подоцна ги се обидувам да ги ефектуирам, дел од нив и решам преку владини мерки и активности. Премиере, во собраниска процедура е донесувањето на новиот буџет во кој што имате предвидено одреден поголема сума за капитални инвестиции. Како ќе биде планирано да се искористи? Да, значи, ние веќе постојано во минатиот период, секоја година ги зголемуваме парите во буџетот кои се однесуваат на капиталните инвестиции. Веќе тоа се оние средства кои што помагаат на развојот на економијата и на отворање на нови работни места. Па така, во споредба со вани оваа година имаме речиси за 20% зголемување. Износот е околу 22,5 милиарди денари кои што ќе се инвестираат. Најголем дел од нив ќе одат за патишта, за железница, меѓутоа ќе одат и во многу други инфраструктурни и капитални проекти. Така што се е добро испланирано. За секој проект се знае точно кога ќе започне, кога ќе се заврши, колку пари ќе се инвестираат во него. Граѓаните ги информираме на терен за да исто така се добро информирани, така што се работи за практично најголема сума до сега за капитални инвестиции, која што ќе влијае и на градежниот сектор, ќе има развижување уште поголемо на градежниот сектор,
градежниот сектор влијае позитивно на 26 други индустријски гранки. И сето тоа на крајот влијае во она што е и крајна цел на нашите економски политики, а тоа е отворање на нови работни места во Македонија. И решавање се разбира на проблемите на граѓаните и создавање услови за поквалитетен живот. Има ли најави за конкретни странски инвестиции во Македонија? Да, има најави. Имаме ние поголем обсег на компании со кои што сме во финале, да речеме. Некои од нив дури не имаат и неформално кажано дека ја донели одлуката, но се уште ни нема дадено согласност тоа да се објави. Но една работа што е денеска можам да ја спомнам и да ја објаваме практично влезот на две турски компании во областа на медицината, на производи поврзани со медицината, кои што ќе вработат вкупно 600 луѓе. Наскоро треба на влада да помине договорот со нив и потоа веднаш да почнат со изградба на своји капацитети. Тие го одбра Бунарчик за изградба на тие две фабрики, значи се работи за две одделни компании, но и двете се од областа на медицинската индустрија. Така што тоа е една добра вест. Има и уште повеќе, но се додека не добиеме согласност од нив да ги објавиме или пак тие самите да си го објават, ние не можеме да ги кажуваме имињата, освен понекогаш описно, како што го правиме компанија од таа и таа индустрија, толку и толку вработувања, но имиња не можеме да објавуваме се додека тие не дадат согласност и тоа е дел од деловната етика кога станува збор за инвестиции, независно дали се странски или се домашни. Видите, ова се проекти кои што ги финансира државниот буџет и владата. Меѓутоа, мене би било драго доколку тој дојдеше и поздравеше дел од овие проекти, освен постојаните критики што ги кажува, да кажеше и некој добар збор за овие проекти. Индустријската зона ќе биде на 25 хектари. Се разбира, во иднина ако има потреба за проширување, тоа ќе биде направено. Што ќе преземете план пробиска да каже дека општината работа нечесно, односно да се докажат заводите Ете, јас тие работи не се мешам во тие работи и оставам на институциите да си ги работат, како и за секој друг граѓани, но она што посебно го гледам и го истражувам и го коментирам е моралниот и политичкиот дел на целата оваа работа.